Петар Пан. Домот на семејството Дарлинг беше среќно место. Тие имаа 3 деца: Венди, Џон и Мајкл. Нивниот татко, господин Дарлинг, беше обичен човек. Нивната мајка беше грижлива госпоѓа. Исто така има и милениче, кучето Нана. Госпоѓа Дарлинг секоја ноќ додека ги заспиваше, на децата им читаше приказни. А Петар Пан секоја ноќ се прикрадуваше до нивната куќа за да ги слуша интересните приказни пред спиење. Една вечер го забележаа Петар Пан. Госпоѓа Дарлинг ја фати неговата сенка, ја свитка и ја стави во фиока. Петар сакаше да си ја врати својата сенка. Затоа дојде до самовилата звончица. Ја пронајде својата сенка, но не можеше да си ја залепи за телото. Почна да плаче, а тоа ја разбуди Венди. Таа беше многу изненадена кога го виде момчето облечено во смешна облека и чевли направени од лисија. Набргу, Петар Пан и Венди станаа пријатели. Петар ги убеди Венди и незините браќа да појдат со него во волшебната земја, каде што живеат самовили и сирени и каде што никој не старее. Венди му ја соши сенката на Петар Пан и сите заедно полетаа кон Недојдија. Во меѓувреме, изгубените момчиња го чекаа Петар Пан да се врати во Недојдија. Кога ја здогледаа Венди како лета, помислија дека тоа е некоја голема птица и почнаа да ја гаѓаат со стрели. За среќа, Петар Пан стигна навреме и ја спаси. Потоа им кажа дека ја донел тука Венди за таа да се грижи за нив. Така тие изградија убава куќа и ја замолија да им биде мајка. Животот во Недојдија беше среќен и безгрижен, без должности и учење. Но набргу, на децата им беа потребни домот и родителите. Затоа решија да се вратат дома. Изгубените момчиња одлучија и тие да им се придружат. Но Петар Пан не се согласи, затоа што не сакаше да порасне. Додека децата го убедуваа Петар Пан да им се придружи, ги нападна капетанот Кука, страшниот водач на пиратите кои беа на островот. Пиратите ги заробија изгубените момчиња и ги одведоа на нивниот брод. Со помош на звончица, Петар Пан се спаси од капетанот Кука. Петар стигна и ги спаси затворениците. Потоа го принуди капетанот Кука да оди до работ на бродот, каде што во длабочината го чекаше еден голем крокодил. Овој крокодил еднаш го имаше нападнато капетанот, при што му ја одгриза раката, па толку му се допадна неговиот вкус што сакаше да го изеде целиот. Во жестока битка со мечеви, Петар го порази капетанот, тој се лизна и падна во морето токму во устата на крокодилот. Венди, Џон и Мајкл се вратија дома, заедно со изгубените момчиња. Кога нивните деца одлетаа за Недојсија, господин и госпоѓа Дарлинг беа многу тажни. Сега беа пресрекни затоа што ги гледаат повторно. На молба од Венди, семејството Дарлинг ги посвои изгубените момчиња. Петар одби да остане затоа што не сакаше да порасне. Тој ја праша Венди дали таа ќе сака да дојде со него во Недојдија. Венди не можеше да замине со него, затоа што сакаше да остане со своите родители. Но му вети дека секоја година, за време на пролетното чистење, ќе доаѓа и ќе му раскажува разни приказни. Петар одлета назад во Недојдија. Годините поминуваа,
Венди порасна, стана жена и заборави на Петар Пан. Но сега незината керка Джейн сонува за пиратите и за волшебните места во Недоидија. Петар Пан е на пат да ја земе Джейн во таа волшебна земја.